Лидерот на Социјалистичката партија и досегашен премиер на Шпанија, Педро Санчес, го прифати мандатот да формира нова влада, што претходно му го понуди кралот Фелипе VI. Le he trasladado a Su Majestad el Rey mi disposición a aceptar el encargo que me encomienda. Изјави мандаторот Санчес по средбата со шпанскиот крал Фелипе, наведувајќи дека шпанците се презаситени од гнев и судири и оти сакаат консенсус и стабилност. Es un encargo que asumo con honor, con responsabilidad y con una enorme gratitud al conjunto del pueblo español. Неговата социјалистичка партија доби најмногу гласови на изборите во минатиот месец и има 120 пратеници во парламентот со 350 места. Тоа значи дека на Санчес му се потребни уште 56 гласа во парламентот за да има мнозинство. Тој известно време се обидува да ја придобија поддршката на помалите партии, а постигна договор со левичарскиот Подемос кој има 35 пратеници. Процесот на преговарање на новата влада се очекува да трае неколку недели пред парламентот да биде во можност да гласа за неа. Санчес рече дека в понеделник ќе почне преговори со Пабло Казадо, лидерот на конзервативната народна партија, како и со централно-десничарската Сиудаданос. Недостатокот на места го натера Санчес да и се додворува на каталонската сепаратистичка партија, позната како ЕРЦ, чии 13 места му нудат можност да остане премиер на Шпанија. Лидерот на оваа партија, Ориол Јункерас, кој е осуден на 13 години затвор поради неуспешниот обид за прогласување независност на Каталонија во 2017 година, ја искористи можноста да постави известни услови. Оваа партија бара безусловен диалог меѓу шпанската влада и регионалната влада на Каталонија и гаранција дека сите преземени обврски ќе бидат извршени. Педро Санчес ја предводи владата од јуни минатата година. Воредните избори во ноември беа четвртите во изминатите 4 години. Доколку владата повторно не биде избрана, нови избори би можело да се одржат во наредната година.